Добар ден на сите. Најпрви на Кумановски сакам да му кажу нешто на Зоките. Нисте могали вие од ЛДП да се мерите упојање и управење пифтија с нас од СДСМ. Нити пак ќе можете, али увек сте биле правилно распоредени. Малце сте биле, али сте добро биле распоредени кога се делиле функции. Сега ја, пошто сам независен, ја мора нели да ги обедину и овие мои од СДСМ и овие од ВМРО за да постигнемо еден национален консензус конечно како народ. Драги мои кумановки и кумановци, јубилеот е голем, 20 години пифтијада, а 30 години држава. Пифтијадата е една традиција која што се негува во Куманово. Јас најпрви сакам да се заблагодарам на управниот одбор и на сите луѓе од мултимедијалниот центар Карпино, кои што се одважија да ја организираат оваа манифестација, а исто така и на сите учеснички на оваа манифестација, бидејќи исклучувајќи го Влајко, претежно сите се дами кои што се надпреваруваат. Еден голем аплауз за ниве. И оваа традиција треба да продолжи. Факт е дека ниту ковид, уште помалку Омрикон може да ни посмета на нас кумановци. Ке си дзебемо туја, ке си седимо, ама ке си дрмнемо ракију и ке си куснемо пифтију и ке си продолжимо да се дружимо како што се дружили и наши предци, и тоа е наше кумановско традиција да си го задржимо, да си го имамо, да се поштуемо, да се дружимо без разлику дали се слагале или не се слагале и у политику и у политички мислења. Денеска е Свети Јован, убав ден да се празнуе, да се весели. Оној што не сплотуе, тоа е наше кумановско и тај традиција. За многу години да ни пифтијаде и Свети Јован, и да сте живи и здрави сви, и да продолжи оваа традиција, па на 30 години још помлади сви заедно па овде. Значи 20-та јубилејна у овие услови на пандемија. Добро е што ја организираме надвор и затоа што и многу луѓе се најавија дека или гости не можеа да дојдат. Значи, ќе има и дели протоколерен карактер, освен што ќе има и такмичарски. Значи, обезбедени се прво 5 плакети на кумови кои не добија минатите години затоа што немавме финанси. Обезбедени се 16 благодарници за луѓе, наши членови, компании, медиуми и така натам кои не пратеа сите овие 20 години. И на крај обезбедена е од моите пријатели, членови на мултимедијален центар, една плакета за мојот 20 годишно успешно организирање и менаџирање на оваа пифтијада. Да се вратиме малку назад. Да. Значи почна со Тањир пифти, еве завршивме до една убава манифестација каде има над 15 учесници и го брендира градот Куманово како навистина град каде што пифтија е на пиедестал заедно со другите два производа, суџук и мезелак. Ја мора да признам дека не успеавме да ги споиме у 3-дневна една манифестација која би се викале зимска шема или зимски сластици на Куманово. Али еве некој нова некоја генерација и општина можда тоа ќе го направи. Значи да, правевме пифтија за Гинис, правевме пифтија Самуилова и тогаш беше многу интересно што имаше една шала со професорот, академикот Витомир Митовски, која јас кажав и сакал да ви ја одадам, дека Самуил пред да иде во битки, значи им давал вино и пифтија на своите војници, па како тоа, вика Зоране, ја нема нигде у наука. Така, јас слушнав, дознав, разбрав и така јас соштивме една вест, тоа беше добра анегдота. Значи продолживме, се такмичивме у Руменка на меѓународна пифтијада, 5-6 години зимавме прво место. Ја правевме 2 дена, еден ден ги варевме пифтиите, вториот ден беше манифестација, значи со продажба на карти, со над 400-500 гости. Последни неколку години, значи ја сконцентриравме у еден ден и еве функционира и многу ми е драго, навистина сум среќен, 20 години не е мал јубилеј и
samo bi sakal da продолжи оваа традиција, затоа што само Куманово за водици, тоа е за богојавление, се прават пивтии. Нашите домаќинки тоа го прават еднаш, али најголем дел го прават 3 пати у година. Сега, денеска, правиме 20 поред пивтија. Една година направивме за Гинис 15 квадрата и учесници многу са со мерак ги прават пивтиите, тоа е нешто чудо. И многу вкусни се и направени естетски. Јас сум им рекол да прават пивтија, а не да прават ладна чинија. Да не стават натре молко, тие такви работи, јајца и так, белки, например, да прават декорации. Само чиста пивтија. И секоја година чиста пивтија, тие сме ги наградували. Сега овај година, 20 година, ја предложив на сите да им дадеме по една награда, како учесници, али жири комисија зависи што ќе каже. Како се вари пивтијата, значи колку е како се вари? вода и колку е потребно месо? Пивтија се вари... Например, 5 чини, 10 чини. Најубави пивтии биваат кога да има коски и да има, например, коска, опашка, увце, нешто од глава и така, за да има желе. Така. И се вари на тихо, за да не обеле. Она треба да е бистра. И кога се налие, не се долива вода друга. И кога ќе се сварат, тоа се варат можда 7-8 сата, зависи да биде уво. И после маснотијата се извади и се распореди, тоа е разцепка се. Сега за вкус се става лукче и солца. Све друго што ставиш, одмah добива друг вкус. Тоа е. Зашто? Од мои дедовци и бабе таму кога се правеле, они не се имале морковче, такве, не се знаеле за тие работи. Него тоа и било многу убаво и јаделе по цела недела, по и 2 не се не имале ни фрижидери, ни ништо, па стоеле по една недела, по 2 недели. Значи, уварено. Што ги чувале и така. Кажете ни само каде би беше кариерата на вас, колку години? Кариера, како готвач. Многу. 42 години готвач. Не сум сакал да бидам директор. Све сум сакал да готвам. И ден денеска готвам дома. Не давам бабичка да ми се мучи. И зашто ја да не направам кога сум здрав прав. Колку години имате? Па сега направив 84. Али имате некој да ве наследи? Имам 2 зета. 2 зета имам. Аман мајстори, прва лига за пивтии. И од внуци имам 3 внука и една внука. Они се по други бранши таму. Еден е болетан, друг мајстор и така се.